Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Штип е горд на своите граѓани кои со својата трудолюбива и посветена работа оставиле белег во градот, но се гордеа и со младите штипјани кои ентузијастично внесуваат нови вредности во нашето општество. Вака градоначалникот на Штип Иван Јорданов ги најави осмоноемвриските награди кои општината традиционално ги доделува за денот на ослободувањето на градот 8 ноември. На свечената седница која започна со интонирањето на македонската химна, со громогласен аплауз беа дочекани годинашните добитници на признанијата. Советот на општина Штип на седницата одржана на 27 октомври 2022 година, врз основа на своите надлежности, донесе одлука за доделување на признанијата 8 ноември, со која како носители за 2022 година се утврдени професор доктор Николас Милков за исклучителен придонес во афирмирањето на Штип како уметник и ликовен педагог. Оваа награда е поттик како и за мене и за останатите за едно понатамошно развивање во она што работиме, во она што истражуваме, во она што твориме. Така да се надам дека оваа награда ќе биде, ова признание ќе биде и поттик за идните генерации за да се стремат кон поголеми успеси и достигнувања. Трајче Цветков, општественик за постигнувања во сферата на економијата. Бидејќи целиот свој живот го посветив на работа во општината и грижејќи се за финансиските резултати на општината, секако многу сум задоволен бидејќи во својата долговечна работа мислам дека успеав да постигнам општината да биде на едно многу завидно ниво во нашата држава. Божидар Симоновски за исклучителен придонес во развојот на музичката култура. Награда за мене значи признание не само за мене лично, ами за добро дело на тоа што се работил во домот на младите и дека еден пострек ќе даде на младите музичари, на младите ентузијасти, на младите организатори да го продолжат патот кој што верувам дека беше успешен од 80-90 години. Невладината организација Камп Едукација во природа Штип како најуспешна невладина организација чија работа е во функција на младинскиот активизам. Навистина ни е чест што можеме да го добиеме ова признание толку скоро по почетокот на нашата работа и да го добиеме нели од наши сограѓани, од нашиот град, нашиот роден град во кој што одлучивме да живееме и да работиме. Градоначалникот Јорданов даде краток осврт на историјата на градот поврзана со празникот 8 ноември, која како што рече вечно ќе се памети, но се осврна и на иднината на градот кој е административен, економски, културен и образовен центар на Источна Македонија. Генерациите наназад од ослободувањето до денес, кои го вградиле својот труд, енергија, знаење, талент и желба да изградат град со кој што сите ќе се гордееме и за кој што сме им благодарни. Поаѓајќи од славното минато на нашиот град, денес сме исправени пред предизвикот да потврдиме дека ја заслужуваме слободата и дека имаме капацитет да го зачуваме она што тие крваво го стекнале низ историјата. Секоја генерација има своја битка. Нашата е полна со предизвици и бара посветеност, одговорност, искреност и честно залагање на сите нас во изградбата и создавањето на нови вредности. Како одговорна локална власт имаме задача да го зајакнеме квалитетот на услугите кои ги испорачува општината, да изградиме нова и да ја обновиме веќе постоечката инфраструктура во сите наши урбани и местни заедници. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk